Со промоција на книгата Поглед во минатото од професорот Људмил Спасов. Денеска во родната куќа на Блаже Конески во селото Небрегово беше одбележан денот на македонскиот јазик. Конески е авторот на современиот македонски јазик. Со неполни 23 години тој ја составил и македонската азбука, која што е прифатена од народната влада на 5 мај 1945, а учествувал и во создавањето на правописот, кој што е прифатен 2 дена подоцна на 7 мај далечната 1945 година. И јас сега како наследник на неговите предмети многу сакав и сега се чувствувам многу возбудено. Овде токму во оваа куќа на духот на Конески да му покажам дека има книга од неговите предавања. Ете како предмет го одржуваме неговиот предмет и се надевам дека и во иднина. Но за жал денес имаме се помалку студенти кои сакаат да студираат македонски јазик, што пак представува проблем за неговото зачувување. Според професорите, требало да се реши пред се вработувањето на студентите кои што го завршуваат овој факултет. Нели пазарот на трудот е особено важен кај нас, се надеваме дека ние некако успеваме тоа да го направиме, а останува сега потоа да видиме како ќе го решат институциите од државата. Од Институтот за македонски јазик велат дека е потребно да се посвети поголемо внимание на македонскиот јазик во основните и средни училишта. Треба да се зголеми фондот на часови по македонски јазик, дури и да се одвојат предметите македонски јазик и литература, како што е во многу земји во светот. Водичот на спомен домот на Блаже Конески Миле Спирковски бара родната куќа на Конески да стане составен дел на сите редовни екскурзии на основните и средни училишта, како и факултетите во Македонија. Влезницата е повеќе отколку символична, а Музеот на Прилеп покажува таква еластичност, не само народски да се изразам делник или празник, во било кое време куќата е отворена за учениците. За сега посетата на овој спомен дом била мала, а од музеот во Прилеп се надева дека спомен куќата на овој великан набрзо ќе го заземе местото кое што го заслужува.